No, we have had. Шери, колку се мајсторе? 300 е кило. Јефтино. Од кај се ови? Италијански. Да, ние купуваме италијански. Има и наши, денеска ги нема. Да, со оглед на тоа дека ни е кујната италијанска и медитеранска, може да влезат у записник и италијанските. А инаку има македонски, фантастично добри, вкусни. Одиме понатаму, ќе земеме малку спанач, и вкусен е и декоративен. Колку е спаначот? За 100 ќе ми ставите, може? Добро, денеска ќе ни биде гостинка Сабина Ајрува, повелете. Спремиме една убава паста. Ќе видиме дали ќе ни познае сосот. Е правен од зелени нешта. Значи, дури и пестото, по некои рецепти, го правиме со спанач, го правиме и со босилек. Битна е зелената боја и битни се пињолите или фастаците. Ќе се потрудиме да најдеме, од време на време и наоѓам пињоли, ама многу тешко. Затоа и малку импровизираме со фастаци, мислам дека уште поубаво. Не, доволно ќе биде тоа. Пињоли не гледам. Успешно ќе направиме некоја комбинација со фстаци. Така е. Пестото ќе го изимпровизираме по наша рецепта. Се извинуваме на оригиналната рецепта. До година ќе садиме пињоли ако треба. За оваа година ќе останеме на убаво турско суво бело грозје. Може, направи нешто срце моје. Во некој од рецептите имаме, не, сакам фстаци пола кило. Ајде се враќаме сега нааму да видиме што има. Да видиме да не чекаме малку свеж босилек. Имаме и свеж босилек на пазарот. Нешто се сомневам дека е македонски, ама во конкретниот случај сред јануар не е ни битно. Ајде меѓу тезгите малку да видиме што има. Од тука влегуваме во кујна. Сето ова сега да го преработиме и да го сготвиме за нашите гости. Денешната тема ни е Италија, како таква. Да бидам искрен, кога размислував за емисијата и за текот на разговорот кој треба да е неформален и вака на овој начин да го водиме, ми беше страв од кај да почнам. Затоа што на нашиве теми, денешни, околу Италија и околу храната и околу живењето во Италија, мислам дека има премногу. Едноставно, од било кај да почнеме, нема да сгрешиме. Да. И ако ние си го почнавме разговорот... Така е, од секаде можеме да почнеме. Италија е пребогата со овие теми со кои ние ќе си разговараме, на кои ние ќе разговараме, така да еве, може да продолжиме за вкусовите на Италија. Значи, кога ќе се каже италијанска кујна, ја по мене. Не, тоа не значи дека е точно, меѓутоа по мене италијанската кујна се сведува на зеленчук, пасти и риба. Тоа е главното јадење. Значи, зошто се италијанките слаби? Многу битно. Битки. Многу битно. Ете едно искуство. Објективно. Секогаш, да. И убави, нормално. Кажани од секогаш жена. сум се чудела, велам, не е нормално да се јаде паста и да се биде толку слаб. Сега ќе ви кажам една. Пастите, они имаат на паузата кога е, ги гледам, од 1 до 2 е пауза и сите излегуваат на брзина. Секој нарачува паста. Меѓутоа, што е пастата? Пастата е паста без ништо и имате домат, оној од конзерви домат. Да, и пелат. Пелат. Обично. Да. И И само пелат. го посипуваат со тоа малку босилек и тоа е. Ама тоа е оброкот. Нема, значи, посебно припремен сос, па сега да се полие тоа, па да се напре и се. И тоа кога го видов, мислам, може да помине. Сигурно да, ми тоа ете видите, они гледаат на тоа како на едно основно јадење. Да. Значи, да, него ни размислуваат како за нешто што е Тоа им е фастфуд јадење.
фаст фуд. Тоа е. Отприлика, зашто Кај нив навистина е и брзо тоа, се подготвува. Да. И бргу, тие немаат многу време. Тоа ќе се напие чаша, обавезно чаша вино. Дали е бело или црно? Тука е исто многу битно. Да, не е битно дали е црно или бело и они веќе ги рушат тие теории дека кое вино со што иде. Да кажеме. Да, тоа е исто така една интересна тема. Ја спознав, да бидам искрен, јас сум угостител од кога го отворив овој ресторан. Мојот колега Андреј Киселички е сомелиер. Значи, учам со него заедно, учам со гостите заедно и дојдовме до сознание дека оние теории од претходно што сум ги знаел така прилично неуко во врска со виното и храната, дека не само дека треба да се разбие, туку самото дегустирање ги разбива тие теории, кое вино со која храна иде. Има еден основен курс кој со што оди, но информациите од овој тип што ги добиваме и од гости, и од луѓе кои се познавачи на таа куина и на тие комбинации меѓу вино и храна, тврдат дека секоја нова комбинација е ново искуство. Нов вкус. Еве ни го потврдувате и тоа во Италија, во земјата од која сите тие информации ни доаѓаат и потекнуваат. Да кажеме, чудно ми беше кога видов дека со риба црвено вино пијат. Значи ми објасни келнерот дека тоа е работа на вкус. Бели, не сакам да го именувам, познат фудбалер, седеше од другата страна на нашата маса и јас го видов, тој нарачува риби беше ресторанот, и после ќе говорам за тој ресторан. И видов дека донесоа црно вино и јас се изненадив, велам, знам дека ништо нема од месо во тој ресторан. Кај нас е црно вино, се знае со месо и така, со потешки јадења. Донесоа, човекот си го отвори виното, со фамилијата се напија, некој бело вино женом пиеше, ви кажувам, многу се познати личности, и си го испија виното, се беше окей. И тоа ми беше првиот шок што го доживеа. Бидејќи кај нас, ако побарате со риба, црвено вино да ви донесат, тогаш тоа прво ќе ве погледне, дека знаат, па уште еднаш ќе ве погледне, па ако е малку подрзок, ќе ве опомене. Извинете, господјо, само со риба не иде црно вино, мислам што е краен. Да. Знаете што, во Скопје тоа ретко се случува, значи винската култура во Македонија, јас лично имав впечаток дека почна да се воспоставува од многу неодамна. Значи, од многу скоро имаме луѓе кои со задоволство ги слушаме да ни раскажуваат за нивните искуства и за тоа кое со што оди. Кај нас да точно, некакво непишано правило е црвено месо, црвено вино, бело месо, бело вино, од прилика, но со задоволство ги разбиваме сега тие теории, бидејќи вината во принцип нели имаат овошни вкусови и тоа се така. Едното е грозје, другото е грозје. Така. Знаете што се работи густо, вкус. Тоа е работа на вкус на вистина. И ние кога ќе речеме дека белото вино мора да биде топло вино. Го пробав сега ова вино. Ова е собна температура на вино. Да. Видете, не е топло вино, кај нас во соба ако го чувате со парно и летно време во соба да го чувате, тоа е топло вино, не е тоа собно вино. Собна температура, знаете, мислам да не зборуваме сега за тоа долга и широка, подрумите. Тоа предпоставува една температура која се разбира дефинирана, не е точно на собата кај што се чува. Така е. Но се знае точно на која температура виното треба да го испушти букето за да се почувствува нели вкусот и така натаму. Нејзината жет се вика споулавеност. Кога е жедна си го пие изворот и пијана светот го поплавува. Најтешко е без друго кога в крчма се разденува. Кога името е жет, љубов моја, кога името е безименост и кога од секоја незина капка ќе плисне по еден крвоскок пенест, најпрви надвиснат над бездните на свеста, потоа урнат од ураган силен. Сети се, љубов моја ненаспана, дека еднаш и ние сме биле и присокли една капка на чување.
Нашето догледање е веќе збогум. Збогум, љубов моја, без простување. Кога сме веќе кај виното, сакам да кажам дека бевме за дали беше Великден, не е важно што беше, меѓутоа мислам дека беше не знам, да, мислам дека Великден беше, отидовме Пиемонте, тоа е еден северна Италија, еден крај кај што има доста наши и мажот ми по службена должност отиде и јас со него, што викаат како пратиот, придружник, така тоа се вика на италијански, конзорте. И отидовме таму, тоа е царството на виното во Пиемонте. Значи, тука се најубавите вина, тоа Бароло, тоа се. И јас кога видов, јас знам дека има скапи вина и убави вина, бевме сместени во една во еден како мотелче нешто, веднаш до црквата, во едно мало градче Алба, и човекот за своја душа прави вино. Значи, тоа е едно, како да го објаснам, тоа не е фарма, нешто такво, меѓутоа... Добар пример за селски туризам, нешто што е развиено во Италија. Тоа е во Италија страшно развиено. Сега тоа беше еден агрикомплекс. Дојде газдата, се запознавме. Каде што спиевме, имаше еден дневен престој доле, имаше вина од таа и таа година, од така фино направено, негови се. И вели, јас многу ми е драго што сте мои гости и што сакате, од која година да ве почестам. Мажот ми вели, не, тоа не би сакале. Може, ако вие ова го продавате. Да. Не рече, јас ќе отворам да го пробате, а другото, ако сакате, ваша желба е, така да, едно фантастично вино. Фантастично. Да. Мислам, тоа е тој дел Пиемонте, кај што се лозијата италијански, каде што се произведуваат најубавите. Ја имаат приказната. Ковин Вранец, 2006 година. Интензивна рубин црвена боја со виолетови нијанси. На мирис се појавуваат цреши, рибизли, добро избалансирани танини во однос на овошноста. Завршетокот е долг и доста мазен. Би го препорачал ова вино со добра порција на печени свински ребра со густ сос од сливи.
Кога сме кај Италија, кај вината и кај пастата, дали може да не послужат со паста од Ориент Експрес, нешто што се трудиме да личи на италијанско и мислам дека веќе постигнавме едно... Значи, толку е диетално? Да, до толку е диетално. Нема гледате по мене, затоа што јас паста не јадам. Не, затоа што јас и во Италија ретко јадев пасти, али јадев. Но јадев и бев, мислам, така, некако попримив од нивните, секогаш кога брзав некаде, ќе седнам и ќе нарачам паста, мислам, најнормално веќе си ја јадев, тоа како така треба, се, за разлика од тоа, кога ми доаѓаа гости, кога ги носев, вака на брзина, дали сме по продавници, дали сме разгледување на градот и ќе седнеме, па ова, шпагети бе, брска нема. Па сега велам, добро, тоа има на други места, ќе одиме и така. Добро. Но на драго срце би сакала да ја пробам. Еве ќе пробаме 2 рецепта од нашата кујна. Значи, служите и пасти. Да, пастите во различни варијанти. Значи, кај нас пастата има една интересна историја, да речем, еве и генерално гледано, пастите важат за главни јадења тука, значи се порачуваат и за ручек и за вечера. Од менито наше има 10-15 врсти пасти. Углавном се базирани на италијански рецепти, меѓутоа нашите зачини, начинот на кој се припрема, се она што користиме, има доста артикли од Италија што се увезуваат, нели, и купуваме пршутата, пелатите, што е посебно интересно и никогаш не ми беше јасно зошто ние мораме да користиме италијански домат за македонски јадења. Италијанска е пастата и така натаму, нели, пармезанот. Тоа се го имаме тука, нели, Македонија има свои пасти. Се викаат тестенини, се викаат јуфки, се викаат тарана. Тоа се го имаме тука и ние тие ги јадеме како главни јадења исто така. Ама ете, дел од таа култура, дел од таа кујна ја пренесовме тука во Ориент Експрес, затоа што Ориент Експрес намерата му беше да низ тоа движење, низ оригиналниот Ориент Експрес воз кој се движел на таа рута од Париз до Истанбул, да речем најпознатиот оној што ние го знаеме, нели? Па пробуваме на овој начин да доловиме на гостите наши што се случува и во тие кујни, во француската, во италијанската, оваа медитеранска кујна и тука во срцето на Дебармало да дел од таа култура се пренесе, залиено со добра капка македонско вино. Одлично. Значи тоа е нашата приказна. Јас сега ќе ви кажам, прв пат во Италија, кога бевме во Пескара и бевме со италијани, во еден хотел имаше некој саем и во хотелот и вели господинот што беше со нас, вели, сега ќе ви нарачам, значи, шпагети, ние брзавме нешто, мажот ми мораше да оди веднаш, и не рече, ќе ги пробате овој специјалитет, ќе го пробате, значи не ни кажа што е. И добро, ќе го пробаме, и донесе одеднаш една здела волкава, долга, покриена со фолија, и ја велам, добро, мажот ми нека си оди, ја ќе останам, и ќе јадам се, кој знае што е ова. Ги отворија, тоа беа шпагети со морски плодови. И гледам, велам, мора да е некој предјело ова. Липче, велам, им кажали дека брзаш, дека немаме време за да не зајдат после со главни јадења. Не, вели, пробајте ова што е. Земав да ги пробам, ставивме и ја шпагетите менеко недоварени. И велам, па добро, зашто се вакви, да не од брзина, мислам, навистина не знаев, морам да признам дека не знаев. Така, добро, тоа не е ништо чудно. Велам, зашто се вакви, вака конедоварени? И он ми вели, добро, вика, ова се вика алденто, вика, се алденто, јас тогаш разбрав дека недоварен, дека тоа мора да, знаете, она, кој ќе ги гризнете, да се осети. Ние тука, што поварени, то подобро. Ние така сме ги правеле. Логиката на алдентето, јас сум разговарал со италијански готвачи
Значи никој не може да ја објасни зошто се тие ал денте, меѓутоа еден готвач ми рече подобро да се недоварени отколку да се преварени. Поголем греф е да бидат Така. преварени отколку недоварени. И затоа имаат фин еден термин, се вика ал денте и Ал се денте служи и така. велам, после тоа, добро, тоа беше наша отидена во Милано живее, беше економски аташе во амбасадата и она ми вели, Сабина, да знаете една работа, дека и ова е диетално. Ал денте и да знаете дека се подиетални. Она рече кој ќе ги смачкаме, ние кој ги ја викам, добре Еленче, јас ќе ги изедам овие, меѓутоа и знаете што, еднаш, два пати и се навикнав. Има И реакции сега од веќе не можам да гости. ги јадам дома, не можам да ги преварам. Преварени, да. Нема ал денте и готово. Повкусно е, мислам и поубаво е, тоа е еден културен јаз што треба да го рипнеме. Значи од нашите преварени Да, према ал да, денте, тоа е така е, де факто, така е. меѓутоа и гостите во ресторанот овдека многу мал број кога сакаат варени по-македонски, си ги нарачуваат вемо да се доварат шпагетите или било која паста, нели? Добивме паста путанеска, мислам дека е тоа вашето. Ова е талјатели, песто, сосот е песто. Италијански е со македонски босилек. Тука е праен така? Да, на наш македонски босилек, се уште го има, нели, под фоли. Да. Пестото тука си го припремаме сами. А го припремате како по италијански рецепт, По нели? италијански, Со да. пармезан, Со пармезан, со фстаци, маслиново масло Така, и обична, еве, паста. Еве како изгледа едно главно јадење кај нас, Да ви иако кажам нешто, кога отидов во Италија, песто дженовезе. Тоа ми беше мене без премца најубавото песто. Песто дженовезе. Вие не знаете, во енормни количини почнав да го јадам. Со моцарела, со ова и тоа ми беше доручек, секој ден. Кога разбрав дека не треба да се претера. Велат, тоа е доста јако и не треба да се претера, не знам. ми кажа. ароматично е доста за тоа. Многу е ароматично и вели во огромни количини смета на организмот. Тоа тогаш го чув, ме опомена, знаете што, една теглица за 2 дена, ама со се Ама мали без тоа. теглички имаат во Италија. Не се баш мали, оние на дженовезе не се мали, многу. И тоа така. е. Добро, сега да пробаме ова. Прво Добар да ви кажам апетит. како е сервирано. Многу ми се допаѓа. Еве, тоа е моментална инспирација на готвачот, инаку е, нели, на база на босилек, вашето е со Да. малку вргањ, Така е. рукола, Да. македонска рукола, мислам еве и како и пастата, нели, што ја преведуваме, тестенините ги преведуваме како паста. Нашиот киселец од еднашка стана рукола. Знаете што? Морам ова да ви го кажам. Јас сум се кладела за киселецот. Да, Дека руколата е киселец. апсолутно. Киселецот што ние го знаеме Пред да одам во Италија, пазете. уште многу одамна. Пред да одам во Италија, знаете во кој ресторан први почна рукола да служат. И така, отидов таму. Еве не знам. Не ни битно. Не е ни битно. Почна месо со рукола, ово, и ја го пробувам, викам, ова е, викам, киселец. Колешките не, рече, не е точно, рече, не е киселец, тоа е рукола. Извинете, викам, ова е киселец. Нашиот див киселец, македонски киселец, и една од сортите на рукола што сега овдека може да се купи на пазар, тоа е тоа. Но, во последниве 2 години донесоа толку многу семиња и сорти на рукола да имаме, тоа е од едната иста фамилија растенија, вкусот е горе-долу ист, формата е различна. Имаме Само не ја донесоа малата, ситната рукола. ситната рукола, обичното мало листче, што е листчето единечно. мало, да, Почна да. сега да се размножува Тоа е- многу на големиот лист со Големиот, да, пето не, прстен. малото тоа има специјален вкус, тоа Тоа повеќе е се користи во најароматичен Италија. од сите, тоа е најдобар. Да, нашиот киселец тоа е. Има кај нас многу, значи околу оваа куина и барем искуството со ресторанов тука, бидејќи јас се уште и ќе си снабдувам и по пазарите и по луѓе кои си произведуваат, значи од зачините. Сега веќе може да се купи и свеж нели, рузмаринот го имаме одамна, тоа е познато, нели. Оригано свежо, тука расте. Чудна земја сме ние, расте скоро се од оние зачини што ги имаме, ви се допаѓа? Многу. Многу. Руколата, рузмаринот и нането во многу варијанти. Сега веќе на пазарите има, нели, на Буњаковец, на Зелен пазар, може да најдете неколку тезги до цикорија, до разноразни зачини кои
веќе почна да се продаваат и тоа дава надеж дека и ние еден ден Да. брзо ќе ја стигнеме европската кујна без да си ја запоставиме Не, македонската само кујна, да не нели? си ја запоставиме нашата, бидејќи нашата Тоа нема да ни се случи сигурно, затоа што сме си љубители, нели? Пак ќе си дојде петок, пак си јадеме гравче и така. И имаме ние тука Сандвич ќе си јадеме зимно сандвич време. ќе си јадеме така. И тие се адутите наши што покрај виното што го спомнав пред малку. Тоа се адутите кои јас сакам да Извинете, јас верувам. слушам, Слободно, слободно. Со кои ние ќе си се докажуваме и покажуваме влегле или не влегле во Европска Унија, да не задираме во политика, нели, ама имаме и ние доста адути. Овдека во Ориент Експрес може да се проба и национална кујна и од овој тип на кујна која е медитеранска, така да Ветувам дека ќе доаѓа. повелете. Навистина ми се допаѓа. Така, тоа е паста пестото наше со фастаци и комбинација. Не, јас тогаш рецептот веднаш ми го дадоа. Меѓутоа, додека бев таму, не го правев. А и уште имам пријатели, па уште ми праќаат тоа. Имам една пријателка италијанка, вели, еве, ова е за зависникот од Дженовеза. Песто дженовезе. Е, сега заради иновација на нашите рецепти, веќе колку сме година и пол како е отворен ресторанот, интернет дал Господ сега, па си бараме други рецепти, гледаме што се има ново. И доаѓаме до сознание дека и во пестото и во дженовезето пастата има комбинации многу и адаптации и иновации. Имам за дженовезе барем едно 4 рецепти. Вака на текст многу ми се допаѓа, значи за следниот пат кога ќе дојдете ќе пробаме една од тие дженовезе домашно, локално произведено. Тука кај нас. Не, многу е убаво. Ова е многу убаво. Бевме Порто, тоа бе тој ресторан за кој сакам да говорам за рибиот, се наоѓа на шпанскиот плоштад, Порто се вика, и тоа е само рибји ресторан. Тоа е тука, велам, таму вака такви екзибиции прават со рибите. Значи сабајле им ги носат, вечерта се таму бев со нашиот Пандев. Да. А и делегациите често кога доаѓа, таму ги носевме, бидејќи тоа беше за риба. Ако сте за риба, таму најубава риба се јадеше, таму е тоти, мислам, така тие се. И сега што значи, вели доаѓаат 5 јадења. Значи имаме антипаста, паста, па прима пјато, па секондо пјато, па десерт. Велам, ја каде толку. Мислам, кога видов дека антипастата е гарлик, лепче со овакво, да. Пастата, значи ова беше антипаста. Пастата беше со туна, парчиња туна, поховано во разни семиња. Семињата се од сусамодова, се, оние комбинирани семиња, не знаев што е. Го пробав, велам, ја нешто поубаво не сум јадела. И мислам, овие друго што нарача, ми кажа, што паѓаш толку во несве, што е тоа? Велам, ја повкусно нешто не сум јала. Тоа се тие екзибиции кулинарски и комбинации кулинарски. Пастата, мислам, кога дојде главното јадење беше, знаете, големите риби на плавата риба на сол, тоа им е специјалитет исто. Тоа е, така ги спремаат. И сега велам, а пошто, бидејќи по некоја коинциденција во Охрид сме регистрирани и нашиот кум ме однесе во рибји ресторант каде што имаше, значи, тогаш не знаеме ние, од антипаста до паста до неколку јадења. Сакам да ви кажам италијаните со колку јадења. И до десертот, и кога во Охрид ни спремија десерт од риба, ја реков, ова е невозможно, тоа беше нешто посебно така. Куварот сакаше, што би рекли, кејф да ни направи. Да се покаже. Сега, тука, велам, толку јадења. Да, толку јадења. Меѓутоа, од сето тоа помалку јадете, ниту сте прејадени. Во уживањето е. Да. Мислам дека Хилари се викаше сопругата на Тоти, на фудбалеров. Не знам. И сега ја гледаме со Пандев, велам, па добро, женава, човече,
манекенка е, не знам што е. Велам, како може, ја гледам колку... Па Сабина вика, гледате, од се помалку се јаде. Да, тоа е познато. Сакам Значи, да ви таа кажам. област, таму поготово на Значи, север, тоа е помалку, меѓутоа вкусно и 5 јадења, која ќе чуете вака тоа. И на крај ќе ви дадат тоа со ваквото. И да ви кажам, и нема аперитиви. Како кај нас ракичка, па не знам мастика, не знам. тука сме малку нема. обратни да кажем. тука нема обратни сме. Таму со шампањ. Вака, ако веќе служат, онда почнуваат со шампањ. Чашите оние, по една чаша шампањ и онда поминуваат пак на вино.